Добре, криптоентузијасти. Денеска ќе биде направено видеото за техничка анализа, но ќе го добиете во текот на утрешниот ден. Денеска имам доста обврски, едноставно нема да успеам да стигнам, но како и да е, значи успеав, нели, барем ако ништо друго, да одвоам мал дел да направам едно кратко видео за една интересна појава, а тоа е моментот кога гледаме како се стишува пазарот и како добиваме корекција полога од еден месец. Така се повеќе и повеќе луѓе губат интерес за крипто, што е многу нормално, значи јас сум го видел овој неколку пати, ова не е ништо ново и немој да мислите дека ова е само за крипто, значи ова е за сите пазари. Нема никаква разлика помеѓу моментално крипто или пак да речам S&P 500, Nasdaq или пак акциите за некои поголеми компании. Во период кога имаме стагнација или пак корекција на цената, и тоа посебно оваа развлечена корекција, каде што постепено се движи цената надолу немилосредно ден во ден, значи многу од луѓето се откажуваат. Знаете како има две групи на фактори кои што треба да ги земеме во предвид. Првата е краткорочни, во однос на тоа што се случува моментално и верувајте ми дебело ќе бидат обработени во нашата техничка анализа, која што ќе добиете во текот на утрешниот ден, а вториот дел е нормално долгорочни, односно споредба на циклусите од претходно до денес. Значи, краткорочни, ако погледнеме, можеме да видиме се повеќе и повеќе вести од типот UBS од Швајцарија само што објави дека има биткоин акции во BlackRock, така, значи дека има изложеност на BlackRock. UBS е најголемата швајцарска банка. JP Morgan, најголемата банка во светот, знаете и сами, иако тоа можеби за вас не представува многу, но е многу голема вест, затоа што пак ќе напоменам, значи тоа е најголемата банка во светот, која што не само што е најголема, туку е најголем противник на биткоин во однос на банкарскиот сектор. Значи Джейми Даймонд, тоа е CEO на JP Morgan, нема каде не излегол да зборува негативно за биткоин, со тоа што допред само 4 месеци повикуваше на бан на биткоин и бан на криптовалутите. Така да тоа ви кажува колку голем противник, наеднаш покажува дека има акции во биткоин, нели, спот ETF фондовите, така. Значи, краткорочно гледано не е само тоа. Значи, ова е само, например, од аспект на дека најголемите банки. Исто така се случува и со Wells Fargo. Wells Fargo е втора или трета поголемина банка во Америка. Исто така, значи, моментално затоа што мораат да ги пријават своите средства, што моментално држат на своето портфолио, пријавуваат дека исто и они моментално имаат изложеност на биткоин. Тоа ви кажува дека најголемите противници на крипто, посебно банките, тоа зборуваме светски најголеми банки, не зборуваме за некоја треторазредна банка во Индија, во Индија. Зборуваме за најголемите банки во светот. Наједнаш покажуваат портфолио во кое што држат биткоин. Зошто е тоа така? Од друга страна, да не забораваме дека тоа е централната банка на централните банки. Знаете, значи тоа е онаа голема БИС, така наречена централна банка, која што уствари се грижи за политиката на сите централни банки во светот. Официјално од 1 јануари дозволува централните банки, што значи дека самата држава може да одлучи процент од портфолиото кој што го поседува централната банка да биде изложена на биткоин. И тоа беше до одреден процент, сега колку треба да проверам, не сум сигурен, но самиот фактор дека БИС како централна банка на сите централни банки ви дозволува да почнете да држите биткоин, а зборуваме за централна банка на една земја, ви кажува колку сериозно станува сето ова околу криптовалутите. Изживо дека можеме сега да зборуваме за милион работи кои што буквално го покажуваат исто тоа. Значи имате еден куп играчи кои што моментално влегуваат во пазарот, но ако ги трнеме на страна овие големи играчи кои што моментално постепено влегуваат на пазарот, а до вчера не се кани да слушнат за крипто, исто така имаме уште една појава во која што ако се сеќавате на последната техничка анализа, тоа детално ви го објаснив, имате ситуација во која што малите wallet-и, значи оние мали новчаници кои што држат, не знам, 0,1, 1, 10, па дури 100 биткоини, се уште на некој начин се намалува нивниот број. Значи дека овие луѓе продаваат, така. Затоа што да не заборавиме, цената на биткоин од 15,6 достигна 70.000. Така да нормално е да имаме, нели, луѓето да вадат профит. Но во исто време, најголемите новчаници, 100.000, дури 10.000 биткоини, се повеќе се зголемуваат. Тоа ви кажува дека овие така наречени smart money, значи тоа се луѓе кои што се доста искусни на овој пазар, значи не можете туку така вие да добиете 10.000 биткоини, тоа значи дека знаете што правите. Дури ако веќе сте ги имале и ако сте ги задржале до сега, тоа значи дека навистина знаете кој е нивниот потенцијал. Значи не за џабе овие wallet-и сега се зголемуваат. Значи не за џабе овие wallet-и во оваа корекција, каде што од 74.000 стигнавме така речено до 60, се повеќе и повеќе акумулираат. Че ова не е за џабе, се разбираме. Од друга страна, историски до сега докажано во последните
3 циклуси, дека после халвингот, не веднаш после халвингот, имаме период во кој што цената на биткоин се искачува 3, 4, 5 пати од својата вредност нагоре за само неколку месеци. Така да, тргување во овој период пред нас кој што следува, ако мене ме прашувате, е најголемата грешка која што може да ја направите. Зошто го велам ова? Значи, не заборавајте дека ова не е финансиски совет, јас не ви кажувам што да правите, но ви кажувам што јас правам. Уште од почетокот на акумулирањето кое што го направивме во текот на 2022 и почетокот на 2023 година, кога највеќе акумулиравме, сето ова е само дополнително, ви кажав дека правам DCA, дека ниту во еден момент не тргувам. Зошто е тоа така? Затоа што посебно овој период, после халвингот, вие не можете да го предвидите, се разбираме. Прво имаме многу големи фактори кои што едноставно не можете да ги предвидите. Значи вие не можете да предвидите кога конечно Федералната резерва ќе промени својата политика. Така, значи дека многу голема е веројатноста дека доколку не го погодите тоа, а сте надвор од пазарот, првиот момент каде што ќе имаме добар памп на пазарот, вие ќе го пропуштите затоа што сте надвор од пазарот, така? Затоа што вие не можете да предвидите кога конечно Федералната резерва ќе одлучи дека треба да смени својата политика. И тоа како што кажавме, имаме два моменти. Едниот е quantitative easing, кој што гледаме дека веќе е започнат, значи само што добивме во позитива принтање на пари, а вториот е очигледно rate cuts, значи да се намали каматната стапка по која што позајмува. Сега, тоа е првиот фактор, ама не е само еден. Значи овде ќе имате многу фактори, како на пример, кога моментот ќе дое да се случи овој quantitative easing или да се случи овој rate cuts, имаме голем преливање, така речено, од доларот во се друго. Затоа што историски гледано, во моментот кога ќе почне quantitative easing и rate cuts, поголемиот дел од искусните бизнисмени, искусните трговци, искусните инвеститори знаат дека вредноста на долар почнува да се намалува, затоа што почнува принтање, затоа што почнува, зголемување на количината на долари на пазарот. Автоматски имаме драстично намалување на вредноста на доларот и имаме бул маркет не само на биткоин, бул маркет на ресурси, бул маркет на во оваа ситуација, сега акции од вредност и така натаму. Значи идејата е дека се што се мери во долар, а се мери во долар, ќе добие на вредност во моментот кога доларот ќе почне да се намалува на вредност. Така да вие, ако се обидувате да го тајмирате ова, значи многу е голема веројатност дека ќе го пропуштите. Од друга страна, за разлика од останатите добра, кои што овде ќе добијат на вредност, многу повеќе ќе добие биткоин, затоа што кога споредите биткоин со останатите, биткоин е средство од 1 трилион. Се разбираме, значи неговиот маркет капитализацијата на биткоин е негде околу 1 трилион. За разлика од тоа, споредбено со големи, да речем, компании или пак злато или пак се што е она во повеќе трилиони, очигледно е дека многу повеќе ќе добие биткоин на маркет капитализација и на цена, затоа што неговиот маркет кап, за разлика од останатите средства на пазарот и компании и сите оние ентитети, е многу помал. Се разбираме, тоа е нешто што многу го зборуваме на пазарот. И сега долгорочно, ако го погледнете сето ова, да не забораваме, значи многу од луѓето кои што се нови, ова не го знаат за жал, но оние кои што го знаат и кои што биле подолго време на пазарот, само да ги потсетам. Значи ние имавме период првенствено за последниот bear market од оприлика година и пол дена каде што цената се движеше само надолу. Само надолу, се разбираме. Значи многу од луѓето го забораваат тоа. Многу од луѓето забораваат дека ние сме веќе добри 2 па дури 3x од моментот кога купувавме во 2022-2023 година. И тоа многу луѓе го забораваат, за жал. Значи не заборавајте дека ако вие чекате да направите 3x во акции, тоа се случува можеби еднаш во вашиот живот и тоа ќе биде потек кој што ќе го памтите цел живот, се разбираме. Додека за разлика од тоа во крипто ова се случува на цикл со 4 години, веќе 3 пати поред, ова е четврти, така да ова не е ништо ново и многу од луѓето забораваат дека се веќе дебело во профит, се разбираме. Така да периодов каде што вие чекате, вие не сте во некоја не знам каква загуба или пак не знам портфолиото ви е во минус, вие само чекате пазарот да продолжи да се движи нагоре, а ништо не се движи само нагоре. Така, значи ја како што се сеќавате, значи зборував веќе 2 месеци наназад, уште од февруари, дека корекција е повеќе потребна, дека ова превисоко движење на пазарот може да биде голем проблем за нас, затоа што едноставно премногу високо ако отиде цената, тогаш веќе нема структура врз која што може да се коригира. Тогаш може многу порано да заврши овој бул маркет и тоа е многу покатастрофално од секој од она што го очекувавме. Така да оваа корекција е повеќе од потребна. И сега, друга битна работа која што многу луѓето забораваат, не е само вашиот профит. Значи вие сте 2-3x моментално во профит, но размислете вака. 2017 година некој да ви кажеше дека ќе имате банки кои што ќе почнат да купуваат биткоин, никој немаше да ви верува. Така ќе мислеа дека сте луди.
Ако споредиме со моментот дека ако некој во 2017 година ви кажеше дека ќе има спот ETF на биткоин, луѓето ќе ви кажат вие сте ненормални, така. Затоа што во 2017 година излегува Лери Финк, најголемиот, значи наскоро ќе биде најголемиот биткоин спот ETF, значи буквално само неколку илјади биткоини го разликата помеѓу BlackRock и моментално LGBTC фондот, така. Во 2017 година излегува Лери Финк и вели биткоин е индекс за перење пари. Значи колку повеќе биткоин има во една држава, тоа значи дека толку повеќе перење на пари има. За сега Лери Финк да биде главниот апостол на биткоин и на криптотехнологијата. Тоа ви кажува колку овие капиталисти конечно, да не се лажеме, они можеби уште тоа сватиле дека има вредност, но едноставно бил премногу мал како сектор и не можеле да си дозволат да влезат. Значи, пак ќе кажам, од 2017 година, за колку е тоа? 7 години? За 7 години ние сме стигнале до масовна адаптација, сега зборуваме во Wall Street елитата, така. Значи, гледаме ситуација во која што почнуваат пензиски фондови, почнуваат банки, па дури држави да купуваат, да држат и да користат биткоин. Најголемите берзи во светот, почнувајќи нормално од американските, Њујоршката и Чикашката берза, потоа веќе најавено во германската берза, лондонската берза, Хонг-Конг и незината берза тргуваат биткоин. Дали нешто од ова во 2017 година би било веројатно ако некој ви го кажал? Оно што сакам да ви го напоменам е дека многу луѓето забораваат од каде доаѓаме и колку сме стигнати. А уште повеќе забораваат дека само 4% од вкупната популација во светот поседува или поседувала или имала контакт со крипто. Што значи дека пред нас има уште 96% од светската популација која што допрва треба да се запознае, допрва треба да купи, допрва треба да почне да користи криптотехнологија. Така да ние се наоѓаме буквално на самиот почеток од развојот, како технолошки на блокчейн технологијата, така и од степенот на адаптација. За ова имаме направено соодветно видео, погледнете го во нашата техничка, оној напреден курс за техничка и фундаментална анализа, каде што разговараме за споредбата помеѓу интернет и криптотехнологијата. И од ова видео само уште една интересна работа која што морам да ви ја напоменаме дека интернетот званично на пазарот е од 2000-та година. Така, моментално е 24 години веќе масовно користен, зборуваме комерцијално. Така, и се уште верувале или не, проверете и сами, само околу 70% од светската популација го користи постојано. Значи има се уште 30% од светската популација која што очигледно нема ниту струја, но не користат интернет, така. Значи се уште не стигнал до онаа масовна адаптација над 90%. Што значи дека на интернетот му биле потребни 24 години да стигне до 70%. Замислете каде сме ние со 4%, се разбираме? Тоа е како некој во 2000-те година да ви каже дека треба да инвестирате во AOL, во оние големи куќи кои што беа така речено провајдери за интернет. Замислете да сте инвестирале тогаш, така. И сега најнаш се појавува втора шанса, која што гледаме дека станува глобално, која што гледаме дека се повеќе големи играчи, како што кажав, значи не зборуваме сега компанија како MicroStrategy, зборуваме BlackRock, најголемиот капитален фонд во светот. Зборуваме JP Morgan и UBS, најголемите банки во светот. Зборуваме влади, Ел Салвадор, Централната Афричка република. Значи ние дојдевме во ситуација каде што веќе големите играчи прво се свесни дека не може да го поразат, не работи бан, значи бан не може да биде. И значи што им останува да се приклучат, така. И сега најнаш доаѓаме во ситуација каде што овие големи играчи акумулираат. Значи еве вака ќе ве прашам. Вие гледате секој ден по една банка. Значи во последниве 2 недели ние имавме известување дека UBS почна да акумулира, дека Wells Fargo почна да акумулира, дека JP Morgan почна да акумулира. Така. Најава имаме дека оние 3 големи wire фондови кои што се уште не почнале да, така речено, работат и нудат, да речам, биткоин на своите клиенти. Како што кажаме, тоа е Мерил Линч од Bank of America и така натаму, тоа се некои три најголеми, веќе ги имаме спомнато. Допрва ќе почнат ова да го нудат интернационално. Така, најнаш имате најави за големи капитални фондови, имате најави за пензиски фондови кои што моментално купуваат. И вие сега одлучувате да продаете. Чекавте до сега 2 години преку bear market, направивте колку 3x, само што помина халвингот, кој што знаеме дека историски е голем двигател на вредноста на биткоин. Во ситуација во која што претходните 3 бул маркети, халвингот бил само една движечка сила. Значи дека вие сте имале, како што кажавме, шок на понудата, значи на тоа колку биткоин влегува на пазарот. И овој шок практично го преполовува количината на биткоин која што влегува на пазарот. Сега имате два.
Значи првиот е халвин, кој што преполовува количината на биткоин која што влегува на пазарот, а втората е фактот дека имате енормно мала количина на пазарот на биткоин. Значи ако се сеќавате во вестите, во последните вести за крипто, за алткоини, покажавме дека многу мала количина, околу 10% од вкупното количество на биткоин на пазарот моментално се наоѓа на менувачниците. 10%. Значи од 100% негде околу повеќе од 19 милиони биткоини, така имаме на пазарот, само 10% се наоѓа на менувачниците за трговија. Што значи дека имаме големо акумулирање на биткоин. Значи вие имате ситуација во која што имате преполовување на количината на биткоин која што доаѓа на пазарот од 900 до 450 биткоини на ден. Тоа е значи вкупно колку сите мајнери копаат, и во исто време имате нешто што претходно не сме го имале во последните 3 бул маркети, енормно акумулирање од институции. Значи тоа е уште еден голем извор, така речено, на пари, односно уште еден ентитет кој што претходно не сме го имале на пазарот, кој што има многу повеќе пари од нас, кој што моментално акумулира. И вие сега одлучувате да излезете од пазар. Мислам, јас ќе ве оставам со оваа посебна мисла, значи после се тоа кажаме 16 минути, како што за мене ова е мало видео, така. Значи за вас сега е добро време да излезете од пазар. Нели, секој одлучува за себе си. Јас не ви кажам што да правите, уште еднаш ќе напоменам, јас не ми паѓа на памет да излезам, јас моментално финансирам што можам повеќе затоа што знам што следува, посебно за алткоините, но уште еднаш пред да завршам со ова видео, само уште еднаш ќе ви напоменам. Вие сега одлучивте дека треба да излезете од пазар. Како и да е, се гледаме на 18-ти, мислам дека тоа е сабота, во 6 часот попладне во градскиот парк во Скопје, кај Даскалот, одма до големата фудбалска арена, да пиеме едно пиво, да се видиме како пријатели, да поразговараме, ќе направиме една сесија прашања од заедницата во живо, така да се надевам дека ќе ви видам сите таму. Во меѓувреме уживајте во моето видео во текот на утрешниот ден за техничка анализа. Не знам како ќе успеам да направам видео, затоа што во следниот период морам да патувам. Мојот брат прави свадба, така да ќе бидам зафатен и со тоа. Како и да е, гледате и сами дека давам се од себе да направам што може повеќе материјал, така да продолжуваме и понатаму со едукација. Сега е моментот највеќе за едукација и верувајте ми, ако ништо друго, гемиџијата сигурно нема да ве остави во овој момент сами. Ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџија.